Драги мои македонци и сите добронамерни другарчињата, бугарчиња ми испратили уште една честитка за празници. Толку многу се занимаваат со мене што почнаа мозолчиња како на пубертетлија да ми излегуваат од нив. Но тоа не е толку страшно кога како јавна личност една група на луѓе кои се чувствуваат бугари те следи постојано, те пријавува, те клевети. Нормално е секој македонец да име трн во окото, страшно е кога твојата квислиншка влада дозволува тоа да се случува во твојата собствена држава каде што си роден, на сите граѓани вклучувајќи ми мене. Тоа е најстрашното, што оваа квислиншка власт дозволува во вашата собствена држава агентури и пети колони на странски држави да ве малтретираат, прогонуваат, клеветат, тужакаат, праќаат по судови, преставки по не знам какви комисии за дискриминација и така натаму, затоа сега вака. Пренесете го статусов на комисијава за спречување дискриминација, дека освен еден лист со така нареченото барање за изјаснување, безмалку орвеловски документ, во пликото што ми го пратиле до мене, нема ништо друго, никаков доказ, не баре се Господ, па им се верува на зборот. Значи јас немам на што да одговорам. Зашто уствари тама некоја организација, здружение кој се нарекува Дело и кој што прогонува десетина македонци затоа што не им се допаѓаат нашите ставови против шовинистичката влада во Софија, постојано не вознемируваат. Вознемируваат константно со представки, поплаки, како се нели тие навредени, повредени, како тие се тие кои што се на не знам каков начин допрени, чепнати нели од нашите промакедонски ставови. Сега високопрофесионално и нетенценциозно сте заборавиле во пликото да ги ставите нивните поплаки на ова бугарскава здружение и целата нивна беда и целата нивна подмолност и примитивизам. Не знам комисија на основа на што да ви одговорам. Да гледам на графчиња или да се јавам кај Милан Тарот да ми каже зашто сум набеден овој пат од нив. Сте заборавиле да го ставите нивните поплаки и ебига. Се дешава уместенки, тоа обично да се заборави, а да се пријави како да е ставено. Истовремено ги повикувам државните органи, обвинителството да ја испитаат работата на ова здружение Дело, да проверат со што се занимаваат, со кого и зошто и од каде добиваат пари за нивните активности. Може и службите да проверат исто, ако се уште работат за Македонија и за македонскиот народ. Изгледа е време и некој да попие тужба за вознемирување, па да мора да се истопори соматичен број и транзакциона сметка, а за тоа што не ми стигаат нивните честитки на домашна адреса туку во Драмски театар, па цел театар знае кој и зошто ме прогонува, и за тоа ќе разговараме. Не дека колегиве не знаат што правите, туку намерно го правите тој притисок и девалвација на мојата личност. Ке ми објасните каде се можам да ги пријавам за вознемирување, например, може ли и во полиција да ги пријавам? Ако може, таму ќе одам што побрзо. Ние како македонци треба да прифатиме дека речиси сите преродбеници и револуционери, целата организација ТМОРО ВМРО заедно со Гоце Делчев, Дамјан Груев, Тодор Александров, како и левичарите, како Панко Брашнаров, Методија Шаторов, Шарло и други се чувствувале и идентификувале како бугари, а својот мајчин јазик го нарекувале бугарски. А за претходната историја па да не зборам, таа веќе ја шитнале овие од комисијава за не знам колку пари тамо, појма неам, така се зборува, така барем ми пишува, нели, по некои медиуми. Еве и тука ги пријавувам во јавноста, да знае јавноста дека кога ќе завршат со нас што се буниме, ќе дојдат и по вас што молчите, тоа да го знаете дека е секогаш така. Пренесете им го статусов на комисијата за спречување дискриминација и прашајте ги до кога ќе бидат алатка на петата колона и разни агентури за прогон на македонците. А јас да си ја објаснам бугарската преговарачка рамка за Европска Унија пред која сме поставени, која СДС и ДУИ со 5 книжили не убедуваат да ја реализираме со внесување во уставот на бугарите без никаков реципроцитет.
Истото да важи за поголемиот дел од населението на географскиот регион Македонија до пред неполн век, односно да прифатиме дека сите наши баби и дедовци биле бугари и говореле мајчин бугарски јазик, дека ние современите македонци сме дивоградба, поречиси 80 години манипулации и фалсификати на историските наративи во Македонија под југословенско влијание и дека сме наводна измислица на србокомунизмот, а со тоа покрај себе да ги изгубиме единствените пријатели во последните години србите. Дека е направена насилна промена на бугарскиот идентитет со цел на градење на модерен македонски идентитет, главно базиран на омраза кон бугарите. Тоа го зборат нели бугарите, дека ние македонците сме виновни за бугарското вето за ЕУ и нивните рамковни позиции и декларации со цел запирање на евроинтегративниот процес, но и за тензиите во Македонија против Бугарија и бугарите. Секогаш сме ние виновните, тие се француските невини собарки. Потоа да ги стават 150.000 македонци со бугарско државјанство пред свршен чин со уцени и повлегување во уставот, овие, иако ги земале пасошите од економски причини и поради економските европски условувања низ годините, истите да потврдат дека се бугари со докажано бугарско потекло и бугарска самосвест и да се попишат во Македонија како бугари со корекција на пописот од 2021, нормално со фалсификат асистенција на сегашнава власт. Сите македонци кои што ќе одбијат да бидат објавени како бугари да бидат судени и замолчени, доколку се пројави некаква активност против Бугарија и незината историја, бугарското државништво да им се одземе, иако за тоа има пропишано сосема други европски критериуми, но ова е веќе видено како формат со Преспанскиот договор на кој му кумуваше токму таа Европа, во кој зборот македонски е избришен од сите установи во Македонија, како и македонскиот идентитет, употребата на македонското национално знаме. Бришењето на македонството продолжува со промена на личните документи без законска основа, со цел да работи временскиот фактор и младите генерации комплетно да ги заборават по името македонски зборот Македонија. За влез во ЕУ, бугарите ќе прифатат само дека современиот македонски идентитет и јазик го создале Тито и Коминтерната, и тие не се проблем за никој во Бугарија, но со активностите слично на Грција, тие потоа нема ни нив да ги признаваат. И се ќе ословуваат како западно-бугарски дијалекти западни бугари, западна Бугарија, играјќи како грците на двете карти, на картата на времето и на картата на домашните квислинзи, желдин за моќи пари и лагата за влез во ЕУ. Ако ова не е вистина, кажете, а ве молам вашата вистина, но аргументирана, затоа што секој збор горе е политички правно одмерен и проверен и потврден од досегашните постапки и документи. Поздрав од мене, толку. Роди ме мајко извршител, па фрли ме во Македонија северна. Север да ви дува низ ушите и да настинете у мозокот од промајата. Навистина, што професија е тоа извршител? Обвинител? Не е. Ама има решенија кои обвинуваат и цитира закони. Судија? Не е. Ама суди толку и толку ќе платиш, нема назад, неговата е последна. МВР не е. Ама има сознанија како си се задолжил нормално без твоите аргументи. Нотар не е, ама документите му се цементирани, важат повеќе од уставот. Банка не е, ама блокира кога сака, каде сака и како сака, без разлика дали е веродостојно или не, или не те ни известува, бе, само оп, одиш со картицата у маркет и таа касиерката со зелени очиња ни стрепки ти вели: Господине, картицата не ви помина, имате уште една. Немам, goodbye, господине. Да ви помине воснис мало, ама да излезе од шини, господа извршители. Да не ме разберете погрешно, никој не ви ги спори и никој не ги спори долговите. Долговите се наши, независно што за 90% од нашите долгови се криви политичарите, нивните лаги и корупција, кои до таа мерка не осиромашија и ги потрошија нашите пари. Гурнисаа здравството и стопанството, па парите наменети за сметки моравме да ги пренасочиме на тоа да се храниме и да платиме приватно здравство. И така голем дел од народот, кој не живе од тендери и кражба на државни пари, се задолжи, не можеше да ги врати долговите заради тоа што секоја тура политичари беше полоша од таа претходната и земјата потона на дното. Море го проби и тоа дно и отиде на тоа дно под тоа дно, а долговите останаа кај извршителите. Тие
божествени суштества, тие суштества од рајот симнати на земјата, да не спасат од нашата сиромаштија, тоест да ни ги доземат и тие малце пари што ни останале. А може би и ќе ги вратевме, да не им нафукаа нереални трошоци, камати, казнени камати, услуги за баба му на адвокатот, тетка му на нотар од ланскиот снег и хартијата за принтер и мораме да плаќаме суми неколку пати поголеми од долгот. Па тоа не може да го плати ни Рашко од мекиците, а не обичниот народ со сувиот леп. И така ја заглавија цела држава и стопанство, а тие се водат како најпрофитабилни фирми во Македонија, нешто како вие кладилнициве, казинава и продавнициве за пари. Ништо не произведуваат, само јад, чемер и понекогаш и она најстрашното. Ама замислете, име извршител кој минатата година заработил 200.000 евра. 200.000 евра пријавил заработка. Па бело да продавал, немало толку да искашира, Па у своите најдобри денови Ескобар толку не кеширал, нели, у една година. И што да правиме? Власта нема да ги регулира. Власта е таква, само бендисана, злобна и нема допир со човечката мака. Таа оди од премисата дека во Македонија 80% од сопствениците на недвижностите се во сопственост на обичните граѓани и дека голем дел од граѓаните има по некој денар под перница за не дај Боже за здравствени проблеми за операција, а ако децава избегаат од власта во странство, нели, да им помогнат некако, да се најде некој денар. И така власта на извршителите им вели: одземај, конфискувај, осиромашувај, ограбувај, ебавај. Ставај на добош, се во американски стил да се намали собственоста на граѓаните и недвижностите и сите тие да преидат во рацете на банките. За потоа тие истите политичари на наместени лицитации да ги купуваат за без пари. Затоа што банките им се слуги, а затоа добиваат буквално моќ во Македонија да работат по лихварски правила. Сте чуле некоја банка да пропаднала во Македонија? Добре, има две, ама тие се политички чеда, за да им се земе, нели, мандрата Македонска банка, Евростандард. Таму освен оштетените на чаушите не им фали влакно од главата и ден денес е на позиции. Тоа е таа спрега извршители власт, банки, која ќе ве остави без тешко стекнати од стан, имоти, пари за фиктивно напумпани камати кои се исфилувани со катастрофални законски решенија. Се до оној момент кога сите недвижни не бидат во рацете на олигарсите, а вие бидете нивни измеќари и живеете под кирија во становите кои некојаш биле ваши. Смрди страшно. Кој ќе преживее, ќе раскажува. Ковидот е мачки на кашлица за ова што се случува. Трансфер на македонското богатство од народот во рацете на 3% богати политичари и олигарси. Стратегија на самоуништување. Етноцид со примеси на геноцид, затоа што за секој долг има многу срцеви удари, мозочни удари, канцери, психијатрија, смрт, има и тоа секој ден, многу повеќе од црната хроника, ама никој за тоа не зборува, барем досега. Да се отвореше афера. Абе, каква афера? Да се дојдеше само до сознание, шепот, навестување, сомнеш, дека некој на државната клиника во која било европска земја, дека некој било кој им давал на болните шекерна водичка во замена за цитостатици или нели некоја биолошка терапија најнова, најскапа за рак. Па досега таму ќе беа затворени десетица луѓе, почнувајќи од министри, директори, па до задната хигиеничарка, ако постои сомнеш дека и таа била вмешана. А би оној што наплаќа доле за паркинг ќе го уапсе, и него што го пропуштил возилото со ове лековите кога идало према граница, косовска граница. Но тоа е така во нормални земји, каде што се знае црвената линија, и каде што таа не сме да се преминува, па макар и по секоја цена, па макар по и лоби групи да притискаат, и подземје, надземје, политика, курас, палац, и сам Господ Бог да сака да се симнебе, не се пројаѓаат тие црвени линии. Едноставно ќе пукнеше целата работа и ќе мораше да се разреши.
Во оваа релативизирана северна козоебина на тачина, али секој криминал и загуба на човечки животи трае 3 дена и после, нели, нормално се формира комисија. Горат луѓе, комисија, никој не е крив. Гинат луѓе, нели, заради неисправни автобуси, комисија, никој не е крив. Пак горат луѓе, нели, не знам, разни варианти горат луѓе, пак комисија и пак никој не е крив. Нема веќе ни луд јебос буњенок. Сега е убио хатом и не хатом онај кој се прави луд, избуњенок и нормалнок и невинок. Додуша работи само онаа предавничка на историска комисија од комисија. Таа си ја работи работата здраво, таа историската комисија, да. Македонија е во најхаотична и разрушена фаза откако помниме, ние што се уште сме живи, не баш здрави, затоа што сите сме психички одамна отидени. Не пукна психата, растурени сме, шизофренични. Системски државата и земјата ни е разурната до темел. Јасно ни е дека е разурната како со атомска бомба, но македонското секојдневие, она на кое се вадиме, кога зборуваме за тоа зошто си ја сакаме татковината, веќе не е за оправдување, затоа што е непрепознатливо. Да се подсетиме дека во рок од непол месец, како прво се пукаше во најголемиот трговски центар среде бел ден и не се најде виновникот, значи типот чета наоколу и може пак слободно да почне да пука кога сака повторно, нели? Дека носи маска, бе. Нема да може да знаат кој е, тоа е многу просто. А потоа дознаваме дека со години некој ми е заминувал терапијата на пациентите болни од рак, онаа скапата терапија што си ја плаќале, и истата ја препродавал на Косово. Косово? Секојаш Косово се јава тука. Модерна држава, демократија. И нема обвинет. Сите директори се на своите места, луѓето се умрени во тешки маки, ама нема обвинет. Оние од царина се фалат како фатиле овие шверц на филери, ботокси на граница, ама не спомнуваат за ова биолошкава терапија како им поминала низ прсти, тоест додека мижале веројатно преку граница за Косово. Потоа киднапираа и дете и го убија за време на најголемиот безбедносен настан во држава во последниве 30 години. Ова нема врска со секојдневната политика, но има врска со политичката вмешаност во сите случаи. Ова се опашки на катастрофални државни политики на неколку политички гарнитури. Ова е политички концепт на премолчување, одобрување, нечинење, прескокнување, протежирање, но и издружување заради заедничка корист, заради крвави пари. Ова е резултат на една долгогодишна неказнивост и заштитеност на поединци од страна на државата. Нели, заради нивна директна или индиректна корист, овие поединци актери во настаниве кои се директно или индиректно поврзани сега некогаш или секогаш се поврзани со политичарите и нивните функции. Ова не се случува без знаење, без учество, влијание или директна поврзаност на икс политичари низ историјата со патиштата на овие актери, патишта кои на многу места се пресретнувале, се соединувале, се раздвојувале, имале дефинитивно влијание и насочување на правецот и настаните до кои денес за наша голема жал се доаѓа. Овие настани, како и 99% од настаните во Македонија, се во врска со одредена политичка констелација и одредени политичари кои се во секоја скисната манџа на која бзди нашава држава. Во овие настани нема, а богами ни во ниеден настан во Македонија, нема злосторот користољубие, злосторот страст или злосторот небрежност. Нема Пуаро, нема Агата Кристи, нема Шерлок Холмс. Овде е секако во српска Сирија, каде што се што се случува има класичен балкански вес ред крв, ред политика. Политичари ред неказнивост. Ова е страшно затоа што и од ова е метастазирана државата. Ова е ракот кој ги зафатил сите ткива. Ова значи дека народот не може да му верува на никого, затоа што на крајот на денот за секое злосторство стои некој политичар, вмешан е некој политичар, а веќе почна и директно да ги извршуваат и тоа од најгнасен тип. Дали има лек? Лек. Ако и него не го прешврцувале во Косово, може и да има. Дали има лек за ракот ако ви го заменат лекот со шекерна водичка? Тогаш нема.
Значи и Менгеле бил политичар. Бил член на Национал-социјалистичката партија на Хитлер. А може и не треба да се надеваме, нали? Барем не од позиција на тастатура. Тастатурата е под метастаза дефинитивно. Готово е, бе. Готово е. Собирајте си ги парталите и auf Wiedersehen.